Пукна криминалната тиква последниве години вешто одгледувана во Рек Битола. Во робусната полициска акција која започна утринава, според првичните информации, засега се осомничени 29 луѓе кои се поврзуваат со незаконско работење во 4 фирми од Битола, Велес, Скопје, Неготино и Кичево. Помеѓу нив и екс-директорите на СМ и РЕК, Васко Ковачевски, кој во моментов бил надвор од земјава, но се преземаат мерки за негово пронаоѓање, потоа Васко Стефанов и Пеце Матевски. Групата, во која има и бројни роднински врски, се товари за организирање на злосторничко здружение за злоупотреба на јавен повик за набавка на адитиви за потребите на Рек Битола и на ТЕЦ Осломеј, но и во ТЕЦ Неготино. Нанесената штета од ова злосторничко здружување се проценува на околу 6,5 милиони евра во корист на осомничените. Блискиот пријател на екс-премиерот Заев, Васко Ковачевски, заедно со својот наследник Васко Стефанов и други лица, пак се сомничи дека формирале злосторничко здружение и со злоупотреба на службената должност се стекнале со противправна имотна корист. Како организатори на групата се осомничени братучедите Данчо Стојановски и Маја Јорданова од Велес. Јорданова, која била вработена во АД Пошта, но и собственичка на приватна компанија без ниту еден вработен, била носител на договорот за адитиви заедно со својот братучед, екс-комерцијалниот директор на СМ Стојановски, чии два сефа пак во потрагата по докази утринава биле отворени. Јорданова за прв пат се спомна во медиумите во врска со милионската сделка за набавка на адитиви од Италија за потребите на државната СМ, што ја добила како единствен понудувач. Помеѓу осомничените и комерцијалниот директор на СМ Ардијан Муча, на кого на товар му се става кривичното дело злоупотреба на службената положба. Со денешната мега акција опфатен е и поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој заедно со брат му Ранко, татко му Мирко и сопругата Милица се осомничени за перење пари преку поголемата сделка што фирмата на сопругата Милица ја имала склучено со Рек Битола, кога таму директор бил веќе сега осомничениот битолчанец Пеце Матевски. Акцијата ја раководи ОЈО за гонење организиран криминал, заради што се очекува осомничените да бидат изведувани пред Скопскиот кривичен суд, ја потврдија и од МВР, најавувајќи повеќе детали дури по незиното завршување. Инаку сомнежите за политичко-криминалното подземје во Рек Битола, ВМРО ДПМНЕ ги обелодени уште пролетоска, кога Христијан Мицкоски, тогаш од позиција на опозиција, предупреди на епски криминал кој со години се случувал таму. Според него, Рек Битола била златна кокошка за битолската фирма Марковски, на која за само 2 години и биле префрлени дури 200 милиони евра народни пари, а имало и 2 тендери за набавка и увоз на јаглен и ископ на јаглен и јаловина во вкупна вредност од над 140 милиони евра. Инаку пред крајот на минатата година пак АД СМ распиша и оглас за 500 нови вработувања, дел од нив и за во Рек Битола. Платите кои се нудеа беа од 30.000 до 60.000 денари, во зависност од работната позиција.